Здраво! Добро идете на новата епизода на мојот подкаст. Се радувам на новата 6-та епизода која што денес ја снимам. И сум многу благодарна на сите кои што го слушате и го следите овој подкаст. Јас се надевам дека дел од вас веќе направиле први чекори кон промена. Денешната епизода ја посветувам на љубовта кон себе си, односно да одговорам на прашањето зошто е толку тешко да се сакаш себе. Ние љубовта ја бараме секаде околу нас, а многу ретко застануваме да ја побараме во себе. Сакаме да даваме љубов, но многу често сме затворени да примиме љубов. И покрај тоа што не сме свесни дека ова го правиме. Способноста да даваме и примаме љубов е најголемиот дар кој што го имаме ние како луѓе, и длабоко верувам дека кога личноста ќе се отвори за личен раст и развој, таа во наредните неколку години ќе доживее огромен напредок и успех. Но многу е важно на тоа патување да научи да се грижи за себе добро, да се сака себе си добро на здрав начин. Начин кој што нема да е ниту нарцисоиден, ниту пак ќе биде нешто помалку од асертивен. Секој од нас е посебен и секој од нас е уникатен. Нормално, секој од нас е автентичен. Не постои еден единствен начин, ниту една единствена причина поради која што ние се сакаме или не се сакаме. Така што, доколку ова што го слушате не е во склад со вас, тогаш тоа е сосем нормално и затоа ја секогаш поттикнувам било што да читате или слушате, да го имате вклучено вашиот внатрешен филтер, како би го примиле само оно кое што е за вас значајно. Зошто е толку тешко да се засакаме себе си е прашање кое што нема еден одговор, а јас ќе ги споделам начините кои што, односно причините кои што се најчести и се среќаваат кај повеќето од нас. Сите се соочуваме со различни нешто и затоа доколку се пронајдете тука, мене ќе ми биде драго да може тоа да го тргнете, доколку не се пронајдете, тогаш се надам дека ќе продолжите да ја барате причината и да го тргнете оно кое што ве кочи тука. Пред да продолжам, го поставам прашањето што значи да се сакаш себе си. Што е тоа здрава љубов кон себе? И ова се прашања кои дефинитивно исто така немаат еден одговор, затоа што на секој од нас му е потребна различна љубов во различен период од животот. Значи не е исто кога сме деца и не е исто понатаму во текот на животот. Сега, нешто кое што често го практикувам и јас, за да се освестувам до каде сум, што се случува со мене и така натаму, е да барам, односно да го освестувам начинот на кој што јас се грижам за себе, односно да проверам каде се моите застои. И ова е многу лесен начин за проверка, особено јас да речеме кај мајките би кажала. Провери како се грижиш за своето дете. Што му даваш да јаде? Како го облекуваш? Колку време спие? Доколку детето јаде здрава храна, а мама не, најверојатно мама не си се грижи добро за себе. Или пак доколку мама не се грижи како изгледа воопшто, а детево е дотерано, значи мама се заборавила себе си. И сега, оваа проверка може да оди на недоглед. Јас ја давам најчесто кон деца, затоа што најчесто мајките безусловно ги сакаат своите деца и многу често знаат да прегорат, да комплетно грижата ја префрлат на децата, а заборават на себе, односно забораваат дека на крајот на денот ние сме тие кои што го моделираме однесувањето и на децата. И сега нормално постојат периоди кога овие нешта може да бидат такви какви што се, зависно од ситуацијата во која што се наоѓаме, меѓутоа кога од голема не грижа за себе, мајките не се грижат добро, понатаму дури ни за своите деца. Тоа е некој екстрем и јас искрено ова само го давам како пример, не би сакала да додам во тој екстрем, но се случува. На мајката повеќе не е способна ниту да се грижи за себе, ниту за детето. Најверојатно тој екстрем и нема ни да го слуша овој подкаст. Меѓутоа, е многу убаво прашање, доколку не сте мајка, запрашајте се како би сакале да се грижите за вашето дете. Или доколку не сте родител, ако слушаат ова машки, покрај тоа што публиката 95% е женска. Доколку денес сум тотално потресена, затоа што моето дете успеало да јаде овошје, прво ќе се прашам, во ред, дали јас јадев добро?
Доколку забележам дека одговорот е не, тоа ми е показател дека не сум добар пример за моето дете и имам незадоволени потреби и не го сакам моето тело доволно. А како што се сакаш себе си, така ги учиш и другите да те сакаат тебе. Љубовта кон себе е состојба во која ние преземаме акција да се грижиме и да го поддржиме нашето психичко, физичко и духовно здравје. Да не заборавиме дека ние сме, особено јас како некој кој што практикува гешталт психотерапија, го гледам холистички човекот, односно психичкото, физичкото и духовното здравје. И овие три се многу важни да бидат во некаков најприближен баланс. Затоа што комплетен и совршен баланс сепак не постои. Љубовта кон себе значи да имаме стандарди за среќа и добросостојба, да се грижиме за себе на прво место, без при тоа да се жртвуваме како би ги задоволиле другите или пак да ги жртвуваме другите. Нешто што често го кажувам и често стоим позади тоа, не е потребно ти да се запалиш за да ги стоплиш другите како би им било пријатно. И мислам дека ова многу важно да го знаеме. Да, понекогаш, многу ретко, во екстремни ситуации се случува. Да, постојат периоди кога и ќе се запалиме, и ќе ги поместиме драстично границите, и ќе се случат некои екстреми. Меѓутоа, тоа се толку многу ретки ситуации, да дури верувам дека и ќе се сетиш на некоја таква ситуација каде што, добро, да, па тогаш се случи тоа и тоа, тогаш бевме болни или се случи некаква несреќа и така натаму, меѓутоа, многу често луѓето ова го прават во секојдневието. Сега, дел од најважните нешта, односно дел од најчестите причини поради кои што не се сакаме доволно себе си, имаат корен во родителските стилови. Додека секој родител си има различен родителски стил, некои работи се дефинитивно заеднички за повеќето. Па така тоа што е правилно и оно што не е константно се менува и оно што за една генерација пред нас било нормално, сега веќе не е. Оно што за 2 генерации било правилно, сега е комплетно, тотално погрешно. Едноставно, родителството е нешто кое што е многу променливо и верувам дека секој кој што е родител ќе се согласи дека најмалку 2-3 пати се сретнал со комплетно различни ставови од докторите, од психолозите, од бабите, од роднините и така натаму. Затоа што родителството навистина е многу променливо и оно што е денес добро не значело и не важело за минатото. А ова е ера на свесност, на личен раст и развој и на учење. Барам јас така гледам на тоа и сега родителите навистина се многу заинтересирани како и каде можат да научат повеќе за развојот на децата, бараат начини да се справуваат со одредени ситуации и општо да дознаат и да научат како да станат подобри родители. Но што е оно што останало исто? Доколку си добро дете, мама и тато те сакаат. Доколку не си добро дете и правиш нешто кое што мама и тато не го одобруваат, тогаш тие не те сакаат и ти ќе ја изгубиш нивната љубов. Секој дете е исплашено дека може да изгуби љубовта на своите родители и во текот на воспитувањето е природно и потполно нормално родителот да го учи своето бебе и дете што е добро, а што не е и како нормално да живее подобро и поквалитетно. Но тука постои можност детето со текот на времето да создаде слика за себе како лошото дете или детето кое не е доволно добро, доколку во идни не направи нешто кое што не е оправдано од родителите, пријателите, општеството и така натаму. Сега тука нема да влегувам во препораки што да се прави или што не да се прави, туку само во една фаза на освестување дека ова е нешто кое што не може да се одбегне. Може само да се ублажи. И понекогаш се случува прекорувањето на родителите да трае премногу долго и да не се создаде релација на доверба меѓу родителот и детето и со самото тоа и детето добива слика дека не е сакано и доколку родителот не го сака, ни тоа не умее да се сака себе си. И затоа е пожелно да не се даваат епитетот како лошо дете, лошите деца и така натаму, кои што многу често знаеме да ги кажеме и да не излетаат. И сега другата причина, јас би ја погледнавала во она што е правилно и што е погрешно и често се прашуваме што е правилно, а што е погрешно во одреден момент. И ова е нешто кое што исто така е променливо. И оно кое што во одреден момент е правилно, не значи дека ќе остане правилно во некој друг период и момент. И доволно е само да се погледне, да речеме во познатите личности низ историјата и колку биле поразлични од останатите во одреден момент. Било кој, тргнете од било кој научник.
Тие биле новатори, не пробувале да се всклопат со останатите и овие личности верувале во себе и едноставно најверојатно не барале одобрување од другите како би биле прифатени и сакани од останатите. Може би знаеле некоја интересна тајна, не знам, или едноставно прифатиле дека имаат некоја поинаква цел и поголема цел. Сега ние постојано слушаме негативни ставови за себичноста, за егоизмот и многумина од нас се плашат да си ја покажат љубовта кон себе си, затоа што на тој начин нема да бидат скромни, ќе бидат егоистични, ќе бидат нарцисоидни и така натаму. Но колку е тенка линијата меѓу себичноста и љубовта кон себе. Што е полошо, да се сакаш себе си многу и да мислиш дека си подобар од она што реално си, или да си прекрасна личност, а да мислиш дека не си. Јас отидов во екстремот. Ниту едното, ниту другото е добро. Но имам чувство дека вториот пример, каде што ти си прекрасна личност, а мислиш дека не си, дека си катастрофа, дека не си доволно добра и така натаму, некако е поприфатлив од општеството и на таа личност се гледа со повеќе љубов, се гледа со некое сожалување, се гледа со некој восхит, а идеалот е една слика која што е, најблиско е до реалноста. Во нашето општество имам чувство дека на луѓето кои што имаат самодоверба се гледа негативно. Јас пред некое време на стори поставив прашање околу асертивност и најголем процент од луѓето не знае што е асертивност и тоа не ги прави нив глупави или неписмени или дека не и јас не сум знаела што е асертивност. С прв пат се сретнав со тој поим на психотерапија. Меѓутоа јас се шокирав дека во нашето општество воопшто ние не го користиме тој збор, воопшто не знаеме што значи асертивност, односно да се чувствуваш еднаков со другите луѓе, ниту над нив, ниту под нив и при тоа да си се бориш и да си го добиваш оно што го сакаш без да ги згазиш другите или пак и да бидеш надмен или пак без да се чувствуваш дека другите те газат тебе. И тоа е навистина најубавото чувство каде што ние се чувствуваме еднакво вредни со сите други. И дефинитивно на луѓето кои што се асертивни во нашето општество се гледа негативно, се гледа како да се дрски, се гледа како да се нападни. И колку е жално кога сретнуваш прекрасна личност која има толку многу ниска самодоверба и свесност за себе. И затоа би рекла дека овој екстремен може би и полош. Сега скромноста е во мода. И далеко од тоа дека сум против скромноста, самата ја негувам во приватниот и професионалниот живот, но на скромноста гледам малку поинаку. Скромноста ја гледам како умешност да се биде среќен и задоволен со оно што го имаш. Како умешност да се остане свесен дека понекогаш, дури кога може да се има повеќе, би останал задоволен со помалку, како не би се предизвикало одредена штета. Умешност да се остане нежен и внимателен, бивајќи задоволен со оно што е, но многу е важно да се сака повеќе. Кога ние сакаме повеќе, ние се дозволуваме да бидеме љубопитни, да учиме повеќе, да растеме, да се развиваме, а не постои развој без желба. И често се случува некој за себе да мисли дека е себичен кога посакува нешто повеќе и на тој начин почнува да негува една негативна слика за себе. И не може би, него дефинитивно е време да се измени таа слика за љубовта кон себе како нешто што е негативно. Односно да се гледа низ една скромна призма и баланс, а не во екстремите. Затоа што кога гледаме во екстремната љубов за себе, да, ние дефинитивно гледаме во себичност и нарцисоидност. Меѓутоа, кога гледаме во еден баланс, можеме да гледаме во асертивност, односно во здравата грижа за себе, во здравата љубов кон себе и на здравиот начин на кој што е пожелно сите да го негуваме тоа. Ние сите внатре имаме некоја нарцисоидна жичка и тоа е природно и здраво. Ако ние немаме малку нарцисоидност, воопшто нема да се сакаме и нема да може ниту да преживееме. Меѓутоа, доколку се случи екстремот, тогаш е страшно или негативно и така натаму. Се додека е во една здрава рамка, тоа треба и е убаво да постои. Следен чекор, односно следна причина која што лично сметам дека доста знае да биде пречка во љубовта, во сакањето на себе си и љубовта, се очекувањата. Затоа што ние живееме во еден свет на очекувања, премногу очекувања и ова представува еден голем проблем за целото општество. Луѓето постојано се споредуваат едни со други. Какво тело имаат, каква облека, каква работа, какви деца,
партнер, пријатели, заработка, куќа, кола, социјалниот статус, следбеници, лајкови, прегледи, гласови и така натаму. Едноставно, на вистина живееме во едно општество кое што премногу не само што форсира споредување, туку и носи толку многу големи очекувања што се случува огромен притисок. И понекогаш сме предозирани од толку многу очекувања и забораваме кои се најважните нешта во животот и колку на сите ни се важни мирот и среќата. И токму дел од овие очекувања се една од причините поради која што и не се сакаме себе си. Мораме, во наводници мораме, да имаме одредени критериуми исполнато како би се чувствувале вредни за љубов. И кога ќе ги освестиме овие критериуми, сликата за себе се менува, а ние си дозволуваме да се сакаме себе си. Како некој друг кој не ги исполнува овие услови, сепак се сака себе си, а и другите го прифаќаат. Како? Како може некој друг кој што не ги исполнува овие услови, сепак да се сака себе си и другите да го прифатат? Тоа е така затоа што ние кога се прифаќаме себе си, имаме самодоверба. Другите не го вадат најлошото од нас. И кога се сакаме себе си, даваме простор и другите да не сакаат нас. И тоа е парадоксот, дека прво мора да се освести и да се прифати, како би дошло до одредената промена. А доколку ви интересира оваа тема, може да ја слушате 2 епизоди претходно. А следниот чекор е за кој што би сакала да зборуваме простувањето. Односно, многу често линијата меѓу да се сакаш себе си и да си простиш себе си е многу тенка. За да можеш да се сакаш себе, многу е важно прво да си простиш за одредени нешта кои ти измачуваат. Можеш ли да сакаш некого на кого што си многу лут и гневен? Се веројатно да, можеш. Меѓутоа каква ќе биде таа љубов? Колкав капацитет ќе имаш да ја сакаш таа личност и да си добар кон неа? Кога првиот чекор кон промена е свесност, вториот е токму прифаќање, а дали прифати доколку не си прости себе си? Прифаќањето е простување. И тука твоето минато не е важно. Единственото нешто кое што е важно е каква личност е направила токму твоето минато. И ти не си оно што го правеше во минатото. Сите го правиме оно што мислиме дека е најдобро во тој момент. Да сме можеле поинаку, верувам дека ќе сме делувале поинаку. И сега има еден концепт, кој што тука ќе го споменам, а е многу тесно поврзан со тоа зошто не си дозволуваме да се сакаме себе си, а тоа е безусловната љубов. И сега да се сакаш себе си безусловно, не сум сигурна дали е нешто кое што е баш така лесно да се постигне, меѓутоа многу често со ова чувство за прв пат се сретнуваме кога стануваме родители. И многу често бебињата се тие кои што ни покажуваат како изгледа безусловната и чистата љубов, она потполното прифаќање на себе си, својата душа, тело, мисли, емоции. Тука има една многу убава книга за љубовта од Ерик Фром, Уметноста на љубовта, веројатно така би било The Art of Loving. Јас ја имам читано на англиски, во кој што има многу убав опис на повеќето видови на љубов. И памтам, оваа книга ја прочитав некада, мислам дека бев прва година на факултет и доста ми го смени концептот околу безусловната љубов, меѓутоа исто така и околу аспектите, односно концептот на љубовта општо во животот. И сега личниот раст и развој бараат енергија, време, едукација, сила и посветеност. И најчесто корона зошто не се сакаме себе си се наоѓа во нашето детство. Ние сме тие што поставуваме високи стандарди, цели и очекувања, меѓутоа забораваме да се потсетиме дека сме доволно добри и без нив. И сега родители со ниска самодоверба не би имале капацитет да ги научат своите деца да се сакаат себе си. Не умеат да бидат добар модел и децата учат преку моделирање на однесувањето кое што го гледаат. Книгата која што ја споменав баш кога ја читав на почеток на студиите, комплетно ми го промени концептот за љубовта, а во неа авторот објаснува како ги развиваме вештините да љубиме, да сакаме. Ние немаме збор, немаме глагол. Во македонскиот јазик не сум сигурна како е правилно, меѓутоа баш интересно да сакаме, односно да љубиме. И сега во книгата се представени 4 базични елементи на љубовта: грижа, одговорност, почитување и знаење. Љубовта кон себе си не е себичност, егоизам или ароганција, а да се сакаме себе си е всушност грижата за себе,
превземање одговорноста за себе и своите постапки, почитување на себе си и познавање на тоа кои сме ние. И ова е нешто што мислам дека многу е трансформативно кога ќе се освести. Значи да се грижиме за себе, превземаме одговорност за себе, се почитуваме себе и при тоа се познаваме. Знаеме какви сме. Нешто друго кое што многу влијае тука, односно многу влијае и прави застој во љубовта кон себе се непријатните настани искуства. Јас верувам дека секој од нас, знам дека секој од нас доживува непријатни настани низ текот на животот. Непријатности, значи искуства кои што не се баш толку многу пожелни и така натаму, и некои од овие настани може да предизвикаат и доста негативни чувства кон себе си. Кога овие настани се случуваат во детството или во ситуации кога сме немокни или недоволно поддржани, знаат да остават печат и негативни мисли за себе. Се доживуваме себе си како помалку вредни или недоволно важни и силни да се справиме со оно што ќе искрсне на патот. Например, еден личен пример, во 6-то одделение имав конфликт со наставничката по историја. Може не бев 6-то одделение, може би бев 5-то, не знам дека учевме за цар Самуил. Тогаш се случи еден конфликт и јас пробував да се одбранам себе си, но таа беше толку многу гласна и реагираше бурно, што јас потполно се затворив во себе и кога се вратив дома кренав висока температура, веднаш се разболев, плачев премногу и околу 3 ноќи јас не можев воопшто да спијам добро. Јас бев мало дете, не можев да пијам ништо за смирување, не можев да си дојдам на себе и реално немав капацитет да разберам што точно се случува во тој момент и како да се носам, едноставно немав доволно развиено техники. И сега, затоа што немав капацитет да разберам што се случува, тој момент ми беше премногу тежок, премногу травматичен и почнав да се затворам во себе така што ми стануваше тешко да зборувам пред други луѓе. Ми беше страв да кренам рака, ми беше страв да прашам, најмногу би рекла 99% во училиште, како момент што ми се случуваше и ми беше буквално страв да кажам свој став и мислење, да не бидам прекорана, нападната и да не ми се повтори истото искуство. Сега секако, стекна времето, ова е нешто што го освестив, го сменив, го променив и така натако, но доколку ми останеше некаде заборавено, верувам дека никогаш немаше да имам капацитет да го надминам ова травматско искуство за мене. Секако не е некој травматско искуство кој што може да остави многу голема штета, но во тоа време постојано се обвинував себе си, пробував да ја кријам мојата личност, затоа што се плашев, дека доколку сум во нешто добра, другата страна ќе избувне. Стануваше збор за некаков таков конфликт и кога јас ова си го размислував со детски мозок, едноставно со не толку голем капацитет, за мене тоа беше страшно, што за мене значеше дека ако јас следниот пат направам нешто добро и се борам тоа добро да биде мое, да биде уважено, да биде кажано дека е мое и така натаму, дека другата страна многу ќе избувне. И верувам дека овој пример ќе ти помогне да го пронајдеш твоето непријатно искуство, кое може би ти стои на патот да се сакаш себе си. И секако ова не е единственото искуство кое што сум го имала, меѓутоа е нешто кое што за мене е пријатно да го споделам. Постојат многу вакви настани. Многу, и кога ќе ги споиме овие настани, 10, 5, 3, колку ќе ти текнат во моментот, тие знаат да креираат нешто многу поголемо. И тогаш да остават некаков печат. Најчесто доколку еден настан кој што не се подкрепи повторно, не остава толку многу голем траг. И сега, нешто кое што исто така е многу важно и го споделувам баш последно и тука, се пријателите и средината. Кои се твоите пријатели? Какво е твоето обкружување? Дали си обкружена со позитивни пријатели кои имаат верба во тебе и те почитуваат? Доколку си во околина на личности кои имаат многу ниска самодоверба, малку е веројатно дека ќе успееш да се сакаш себе си. А зошто? Значи, најверојатно, на тој начин нема ни да припаѓаш во таа дружина. Твојата промена пред се нема да биде почитувана, нема да веруваат во тебе и твојот капацитет и нема да сакаат да бидеш подобра и поуспешна. И тоа не е така затоа што твоите пријатели се лоши, твојата средина е лоша, туку затоа што самите твои пријатели не веруваат во себе, не веруваат во своите капацитети и не веруваат во можноста да успеат.
Љубовта која ќе си ја даваш себе во нивните очи може да изгледа себично и надменно, и покрај тоа што не е егоистична, нарцисоидна и така натаму. Значи, јас ќе повторам, кога сме обкружени со луѓе кои што не веруваат во себе, кои што не веруваат во своите капацитети и кои што не веруваат во можноста да успеат, туку се повеќе поставени на позиција на жртва или наставно имаат различни вредности, различни граници, различни интереси, различни капацитети во животот, не може да веруваат во тебе, во твоите капацитети, и љубовта која што ќе си ја даваш себе си во нивните очи ќе изгледа себично и надменно. Кога си обкружена со личности кои постојано гледаат негативно на нештата, полека сакал или не стануваш и ти негативна. Кога не се сакаш доволно себе си, веројатно ќе се плашиш да бараш и да бидеш околу личности кои се сакаат себе си и кои те почитуваат. Сега, ова, тука би рекла, не се знае што е прво. Јајцето или кокошката, затоа што и кога не се сакаш доволно себе си, нема ни да бараш воопшто личности кои што се сакаат себе си и кои што тебе ќе те сакаат и почитуваат на начинот на кој што ти сакаш и ти е потребно. Кои се твоите вредности? Затоа што важно е во животот да сме обкружени со личности кои што ги делат нашите вредности. Ние, доколку сме обкружени со личности кои што имаат потполно различни вредности, дефинитивно нема да можеме да имаме здрави релации. Би можеле, меѓутоа тоа би било многу ретко и со истите тие личности не би можеле да поминуваме многу време. И сега, постојат и други причини зашто ни е тешко да се сакаме себе си, но јас споделив причини кои што се најчести, и ова се дел од оние најчестите кај повеќето од нас. И јас верувам дека може би пронајде неколку начини, односно неколку причини зошто љубовта кон себе ти е толку тешка или ја гледаш како себичност и не си сигурна каде е границата. Понекогаш и потребно ни е само мало освестување. Буквално мало освестување, еден збор да слушнеме како би можеле лесно да ги надминеме овие препреки, а некогаш остануваме заглавени и потребна ни е помош. Меѓутоа, градењето на здрава љубов кон себе си е процес и на секого од нас му е потребно различно време да успее да стигне онаму каде што сака. Затоа не брзај и дозволи да се движиш со твоето темпо. И уште еднаш ќе повторам, градењето на здрава љубов кон себе си е процес и на секој од нас му е потребно различно време да успее да стигне онаму каде што сака. Не брзај и дозволи да се движиш со твое темпо. Тоа е исто како цвеќињата, како растенијата, како дрвјата. Доколку ги засадиме во почва која што за нив не е плодна, или доколку ги ставиме на страна од светот или во клима која што нив не им одговара, нормално е да не растат. И од друга страна, мораме да бидеме свесни дека секое растение кое што го чуваме дома, има различни потреби и различно темпо на растење. Не може да ставиме кактус на север и да очекуваме да расте исто како што би растел кога би го поставиле на југ. И затоа верувам дека ова епизода ќе ти помогне да се освестиш, да провериш каде се твоите застои или можеби доколку не ги најде до сега, да употребиш некоја техника како техниката за пишување и да провериш наредниот период каде се тие застои, како би можела во наредниот период да работиш на здравата љубов кон себе. Ти благодарам што беше тука. Те слушаме во следната епизода. Поздрав!